По оваа актуелна тема зборуваме на уште поактуелна, имено трагичната несреќа на крајот на јануари во која животот го загуби младата Фросина. Повторно го отвори прашањето за безбедноста на сообраќајот, особено на најранливите учесници во сообраќајот, тоа се пешаците. Неделата на пешаците од 1 до 7 април ја стави оваа тема и во фокусот и покрај засилените контроли кои што следуваа по оваа несреќа и најавите за паметни камери, статистиката не покажува значителен пат на несреќите, напротив. За ова денес разговараме со Дејан Андоновиќ, представник од Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата. Дејан, ти благодарам што ја прифати поканата и што ова утро си заедно овдека со нас. Во неделата споменав кога се одбележува како недела на пешаци, покрај сите активности, нели е и ова во која што ќе треба јавно да кренеме свеста за безбедноста и на пешаците и на велосипедистите и воопшто на сите учесници во сообраќајот. Практично добро би било да ја дигаме свеста секојдневно со нашето учество во сообраќајот, бидејќи денот го прави она што го зборуваш ти како статистика. Статистиките не знам какви се изминатиот период, бидејќи статистиката ја прави МВР, но она што знаме дека сите оние кои се занимаваат со безбедност на сообраќајот прават се да се намалат бројот на жртви во сообраќајот. Ние како институција тоа го правиме преку кампањи, зато сме и редовни во медиумите, преку вас медиумите најмногу можеме да влијаеме. Недела на пешаци, преку годината имаме неколку пати недела на пешаци, бидејќи пешаците, како што ти рече, се и најранлива и најмасовна, но за жал и најнедисциплинирана категорија на учесници во сообраќајот, у смисол на тоа дека пешаците имаат малку едно, би рекол, размислување дека можат се, дека не подлегнуваат под правила, под прописи, туку тој има предност. А каде имаш предност? Само таму каде што ти е пропишано. Пешакот има предност само таму каде што е пропишано и подлегнува на санкции и на законска обврска како и сите други учесници во сообраќајот. И се разбира она што е најважно, човечката компонента, а тоа е дека ние мораме да разбереме дека први сите сме пешаци, а потоа се останато. Кога сте пешак и ви пречи некој со возило, дека е недисциплиниран, дека ви свири, дека не ве пропушта, немојте го правите истото кога ќе бидете па вие возач на пешакот. Тоа за жал се случува. Затоа јас цело време апелирам на таа сообраќајна етика, сообраќајна култура, да се подигне јавната свест, да се внимава, на зелено се поминува, на црвено се стои, да се погледне лево десно како што научија од мали нозе, да поминуваме на пешачки премина, не преку да притрчуваме. Аз сме сведоци у текот на денот дека и тоа се случува и сега не би сакал ради некои неодговорни поединци да ги критикуваме и останатите, но генерално како најмасовна категорија на учесници во сообраќајот, пешаците некако го имаат тоа размислување. Сега споменав на почетокот онаа трагедија која што ни се случи во месец јануари и откако истата се случи, полицијата спроведе засилени контроли, но податоците па кои што ги видов од Министерството за внатрешни работи е дека бројот на несреќи по таа трагедија и практично не се намалил, напротив и се зголемил. Сега ми рече дека статистикиве точно не ги знаеш, но дали зголемениве контроли се навистина ефикасни за спречување на сообраќајни несреќи или има нешто што не го правиме правилно? Па и двете. Први морам да кажам дека добро е да има зголемени сообраќајни контроли, бидејќи полицијата кога стои некаде е малку и превентивно, не мора да ве запре. Знаеме дека подоле стои полиција, па запираме. За жал, тоа е таа сообраќајна култура. Јас во сите овие кампањи преку годината за разноразни теми од безбедносен појас до употреба на мобилен, до сите оние категории на сообраќај, велам дека не е важно дали има полиција или не, ставете го појасот, не ме видоа, добро е. Не се работи дали ќе те видат, се работи ти да знаеш зошто го ставаш безбедносниот појас, бидејќи тој некој проценил дека треба да се става, дека го ги намалува негативните последици при некаква евентуална сообраќајка. Полицијата треба да стои и добро е што има засилени контроли, бидејќи зголемени и сообраќајот. Не можете вие да имате исти сообраќајни контроли во работен ден и за време на викенд или во
она кога е зголемена фреквенцијата на сообраќајот, празници, одмори и сето тоа. Не знам што велат статистиките, да знам дека полицијата која е партнер на Републичкиот сојуз за безбедност во сообраќајот, значи тие заедно со РСБСП се обидува да ги намали, да го стави сообраќајот во некаков ред и ги спроведуваат своите мерки. Нормално ние имаме билтен и гледаме дека има казнати толку и толку, ниту еден од нив не е казнен случајно. Гледате дека се уште најголемиот проблем алкохолот, возење со неприлагодена брзина. Дури имаме и зголемен број, колку што не зборувам статистички, туку по новинарски извештај без возачка дозвола. Сето тоа треба некој да го санкционира, бидејќи тие се потенцијални проблеми во сообраќајот кои може да предизвикат сериозни последици, како што впрочем и ти самиот најави пред многу. И за друго едно важно прашање е тоа дека полицијата практично и не може во толков број да ги покрие сите точки во градов, или таа засилена контрола да имаме ние на секоја сообраќајница. Значи, ако се подигне јавната свест, тогаш полицијата не мора да ви, не може секоја кола да биде се разбира. Вие самите треба да знаете дека не треба да пиете кога возите и да возите кога пиете. Вие самите треба да знаете дека 50 км на час е пропишана брзина во град, ама празна била улицата, па возев побрзо. Не смееш да возиш, бидејќи не се работи само за брзината, треба и да закочиш, нели? Бидејќи кочењето на 50 км на час запирниот праг е 1, на веќе 60 км на час, мисля че дека 30 метра плюс е при кочењето, зборувам од прилика. Значи, сообраќајот е наука, тоа е разработено, преработено и овие законски одредби, сите што ги кажуваме, од заштитен појас до немој да возиш пијан, се оправдани и нормално дека полицијата треба да ги санкционира. Но исто така треба и ние сите да бидеме како учесници во сообраќајот малку одговорни, да бидеме концентрирани. Ми се чини дека брзиот начин на живот и промената во овој број на возила, технолошки одат напред и сето тоа, луѓето малку се концентрирани при возење. Колку од возачите кои денеска ме слушаат, може и тебе да те прашам, се сеќаваат како тргнале од утринава, како возели стигнале работното место. Возиш рутински, зборуваме еден дел. Не сте многу концентрирани, свирите, зелено е, жолто е, за брзинка правиш, прекршоци запираш, и доаѓаш на работа. Тоа е сега фактор на ризик кој денес може ти поминало, утре некој ќе те удри за време. Зборувам како пример, мора да сме концентрирани, но мора и да бидеме културни. Значи се знае како се движи, тргни порано, немој да возиш побрзо, не поминувај на жолто. Ако видиш пешак дека преминува, а ти имаш предност, пушти го да помине. Тоа исто и за пешаците. Ако ти е зелено, ако гледаш дека некое возило не запира, што ќе правиш? Ќе застанеш. Тоа е и за велосипедите, тоа е и за мотоциклите. Да, ти имаш право да возиш, но проценуваш по условите на патот. Не можеш ти по секоја цена, ти се пали зелено и ти поминуваш, а не гледаш лево. Што се случува? Мене ми е зелено. Па што ако ти е зелено? Еве, може да се случи и на зелено трагедија. Затоа велам, да ја подигнеме јавната свест, да ја подигнеме сообраќајната култура, етика, пред се да бидеме концентрирани, гледај и биди виден е едно од правилата во сообраќајот неформално. Значи ти гледај, но и гледај да бидеш виден, затоа што ако ти нешто не видиш, ќе те види некој друг и ќе се избегне некаква сообраќајна трагедија. Кога станува збор за инфраструктурата, иако тоа нели не е во доменот на Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот, што треба да се направи на терен за да бидат попочитувани правата на најранливата категорија на учесници во сообраќајот, нели пешаците и велосипедистите? Дали нам ни е доволно добра? Дали имаме доволно добри обележани, не знам, пешачки премини, доволно добри патни сигнализации кои што на некој начин ги штитат пешаците и велосипедистите? Прво да кажам за инфраструктурата. Не може да се шири инфраструктурата со таа брзина со која се шири бројот на нови учесници во сообраќајот и нови типови на возила. Ке ги земам сега електрични ветротинети и велосипеди. Че не можете вие толку брзо да направите сообраќајници и решение колку што може да се увезат нови типови на возила или нови возила и да се произведат нови возачи. Да те потсетам, и ти потекнуваш од едно време кога едно семејство имало еден автомобил, а ја дури потекнувам и од време кога на две семејства имало еден автомобил. Вие денеска имате семејства, едно семејство со 3 автомобили. Значи 3 возачи плюс по семејство. А
улиците се тие. Ти можеш да ги прошируваш, шириш, ама не можеш со таа брзина колку што може да се набават возила. Тоа е околу инфраструктурата, таа секогаш треба да се надградува. Институцијата која представувам не е надлежна за тие работи, но можам да кажам од една општа култура дека треба да се и тие се одбележуваат. Дали со динамика и брзина посакувана и потребна, тоа не би го коментирал, бидејќи не знам. Но исто така знам за патната инфраструктурата за пешаците зборувавме, колку од пешаците ги користат оние надземни пешачки премини. Преминуваат преку улица, ризикувајќи го животот. Сведоци сме кај градска болница, секогаш го зборувам тоа, значи уште од тинеџерски денови. Имате пешачки премен кај градска болница, на 30 на метри, сите преминуваат, жива опасност. И сега да не зборувам дека сообраќајната инфраструктура можеби некаде и не е прилагодена, не велам не, но гледате вие првен како поединец на таа неприлагодена сообраќајна инфраструктура, не терате и не ти велите да, јас сум во право. Не си во право. Гледај да поминеш таму каде што е одбележено, но отвори ги четирите очи, бидејќи може некој друг не одговори на моментот, не смета дека вие имате предност. Еве, ќе констатираме или ќе заклучиме дека едно од најголемите проблеми кој го и вие истакнувате и генерално сите оние кои што се занимаваат со оваа проблематика е ниското ниво на сообраќајна култура која што ја имаме и како пешаци и како возачи. И ниска свест јавна. Ниска јавна свест. Колку е важно да се подигне оваа свест кај сите учесници во сообраќајето, нели не само кај возачите, и какви конкретни активности РС, БСП за едукација на граѓаните превземе и дали има некои мерки за подигнување на сообраќајната култура? Ние преку кампањите, преку вас медиумите, цела година во зависност од календарот на активности правиме кампањи. И сега може некој ќе каже, вие зборите се едно те исто и општо. Па ние збориме се едно те исто, ама вие се едно те исто правите. Значи, што се однесува до подигањето на јавната свест, тоа е се, сакам да кажам, бидејќи ако вие сте свесни дека учествувате во сообраќајот, и ако имате некаква етика, ќе се намали бројот на жртвите. Како? Реков за почеток, кога сте пешак, не можете да бидете надмени над возачот кој доаѓа. Имате правила. А кога сте возач, немојте па да му свирите на пешакот, бидејќи вчера сте биле пешак. Ете, тоа е таа јавна свест. Малку не прави нешто што не сакаш да ти го прават. Тоа е една општа работа во животот, а сообраќајната култура обично се базира врз тоа колку сте културни и во животот. Значи, луѓето кои учествуваат во сообраќај, ајде возачите, како што вози, така и е на работа, така и спие, така и јаде. Ако го гледате дека се бутка лево и десно, верувајте, и на работа се бутка лево и десно. Тоа е карактер. Карактерите може да се различни, но има правила и прописи и сите подлегнуваме по тие правила и прописи. Зошто, например, да не ставите појас и како ве запре полицаец, да кажете, сега само што тргнав, или, леле, не ме виде, добро ќе ме казнеше за појас. Па не е за полицаецот појасот. Појасот не е. Појасот е за тебе. Тоа е таа јавна свест. И да не зборувам многу причи, многу примери има да се каже дека ќути немаше полиција. Ма не се работи дали има полиција. Дај Боже да ја нема, ама вие да сте одговорни у сообраќај. Со две раки да возите, тоа е еден мачо феномен на Балканот. Абе, нема гајле. Немам ја гајле. Јас имам дури слушнато возачи дека боле возат кога се со алкохол. Исто така, имате возачи кои 30 години возат и ме прашуваат до ден денеска, ама појас нели не се користи за во град, туку вон град. Не. Појас се носи во град и вон град, и сите што се во возилото мора да носат појас. Не, ама овие назад не носат, не, носат. И не се работи дали полицијата ќе ве казни и ќе ве види или ќе ве... Се работи за тоа вие да го ставите, вие да го извадите појасот. Вие да возите 50 км на час. Вие да бидете културни во сообраќајот. Ако возите и зелено вие, а поминува пешак од некоја причина, не знаеме која, немој да му свирите, нема да го качите на хауба ради тоа. Запрете, не возите брзо за да можете да запрете, поминете, тоа е таа сообраќајна култура. Сега споменавме дигитализацијата, министрот за внатрешни работи најави систем за паметни камери како начин за подобрување на безбедноста во главниот град. Какви се твоите очекувања од ваквите технологии? Може ли
само технологијата да направи разлика во сообраќајната безбедност или пак ќе останеме на тоа дека вистинската промена е во културата на возачите на пешаците? Ајде, паралелно ќе одговорам. Сите сообраќајни несреќи причинител е човечкиот фактор. Можете да имате најново тип на возило. Па јас знам, кога возев порано имавме помалку технолошки совршени возила, да не кажам не технолошки. Да. Па статистиката велеше дека поголем број да сообраќајни несреќи имаат тие со скапите возила, одошто тие со слабите возила. Имате слабо возило, се викате дај да не ризикувам, а тој другиот вика нема гајле, возам 300, ама ќе запрам у моментот. Ова е мал пример. Така, технологијата и тие камери и сигурно ќе го зголемат бројот на луѓе кои ќе внимаваат и ќе имаат она чувство на има камера овде ќе ме снима превентивно. Секако полицијава ако е на терен, секако дека технологијата ќе помогне многу да се унапреди безбедноста во сообраќајот. Луѓето ќе бидат повнимателни. Сега, мене ме секира ова другова, значи човечкиот фактор е главниот причинител и главниот тој од кого зависи бројот на жртвите во сообраќајот. Бидејќи луѓето на крајот на денот одлучуваат и до нив е. Вие можете да имате каква сакате технологија, ако сте неодговорни, ако сте безобразни, ако вие гајле што имаш ти категорија на луѓе што ништо не му значи казна да плати. Да. Например. Затоа велам, човечкиот фактор е главен фактор за сите среќи и несреќи во сообраќајот. Сега, уште нешто со што живееме во ова современие се екраните и екранизацијата. Кај пешаците често пати се случува да поминуваат низ пешачки премин, гледајќи во својот мобилен телефон, а кога сме пак и возилава, некако станаа нели и тие паметни возила, па секој практично возило во себе содржи и екран кој што е мултимедијален, па за тоа време додека чека на семафоров или не знам вози, може да си пушти видео од YouTube. Колку тоа знае да биде понекогаш и поразително за... Па можеме да ја споиме целата приказна. Ако зборуваме, ние имаме сега кампања за мобилни телефони. Мобилните телефони се нешто ново и зборуваме сега за сообраќајна култура. Прва сообраќајна култура. Возилото, додека се на црвено седат сите, нели, чекаат да се запали жолто или зелено, сите булјат во телефоните. Еден ако му се запали жолто, а он останал у моментот на телефонот, сите му свират. Законски е казниво да користите мобилен телефон во возило, но законски не е казниво да користите како пешак. И сега, колку се може да се случат сообраќајки кога пешак гледа во телефон и преминува пешачки премин. Или преминува било каде. Може и на тротоар нешто да му се случи. Тоа е таа сообраќајна култура за која зборувам. Па не мора за се да имаме казни. Што се однесува до тоа мултимедијално, знаеме дека тие возила се направени за додека сте во возилото, а имате некаков повик, да можете да зборувате и да не ве деконцентрира. Но ве деконцентрира, бидејќи додека зборувате, не го следите патот. Сега не мора за се да има казни. Треба малку да имаме и јавна свест. Па добре, не, јас возам во моментот кога ти се јавам за 10 минути. Да. Затоа велам, не мора само да е казна. А што се однесува до пешаците, нема казна за тоа ако користите мобилен телефон додека пешачите. Но вие треба самите да бидете концентрирани. Не можеш да преминуваш улица и да не гледаш, и да кажеш ја имам предност. Тоа е тоа што го зборувавме во почетокот. И сега се во ова вака малку разговорно речено, може би звучи општо, но кога ќе влезете во суштината, верувајте, голем дел од тие сообраќајни трагедии и несреќи се случуваат бидејќи не сте концентрирани во сообраќајот. Че кога си во сообраќај, биди во сообраќај, нема да пишуваш пораки или која е потребата да возиш автомобил да гледаш филм. Не го разбирам тоа. Тоа може би, ама тоа е неодговорност. Сад никој може би нема да ве казни, бидејќи не држите телефон, имате тука дисплеј, кој ќе ве види? Но вие самите треба да кажете, бе, чекај, нема што да ме види, може да одлетам у Ендекс зашто гледам филм. Тоа е таа сообраќајна култура и тоа е таа подигање на јавната свест. Дејан, ти благодарам што ова утро беше заедно со нас, зборувавме за тема која секогаш треба да биде во фокусот на нашето внимание. Тука е нели безбедноста на пешаците, како и сите останати учесници во сообраќајот, и она што можеме да заклучиме на крајот е дека се зависи од нас. Човечкиот фактор е најважен и морам да го кажам и секогаш го кажам тој податок. Сообраќајот, сите сме учесници во сообраќајот, посредно, непосредно, од мали нозе до стари нозе, сите, и сообраќајот не бира ни родово, не бира ни партиски, не бира ни религиски, ни политички, ни ништо. Не бира.
не бира. Ако сте одговорни едно, ако сте неодговорни друго, бројот на жртвите нема категорија. Сите сме потенцијални жртви ако имаме неодговорни поединци. Само ќе кажам дека на годишно ниво, според статистиките на Обединетите нации, најголем број на човечки жртви во светот нема ниту во војни, нема ниту во пандемии, епидемии, нема ниту во елементарни непогоди. Туку најголем број на жртви во сообраќајот на годишно ниво во светот е во сообраќајот. Дејан, благодариме што бевте со нас денес и се надеваме дека оваа недела на пешаците ќе доведе до ново освестување и промена на свеста за безбедноста на Наше е да апелираме, наше е да досаѓаме, како што би рекла, луѓето мора да разберат дека од нив зависи, дека одговорното однесување во сообраќајот ќе го чини сообраќајот помалку ризичен и на тој што се однесува одговорно и за тие околу него. Ти благодарам, а ние почитувани ве покануваме да останете тука во продолжение едно подсетување за она што следи на програмата на телевизија Сител.